Песната што отпевавме е мал вовед во темава што денеска ќе ја споделиме, браќи и сестри, пред да пристапиме кон овие символи, кон лебот и кон чашата, символ на Христовото тело и на Христовата крв. Песната зборуваше за Божето јагне. Јагне кое навистина носи спасение. Тоа јагне Божje треба да го приеме и ние. И токму денес би размислувале за Исус Христос како пасхално јагне. Пред неколку години еден познат водител, кој бил посебно прифатен од страна на младите, ги изговорил следневе зборови. Престанете веќе еднаш да зборувате за Божето јагне и откупувањето со неговата крв. Со тоа денес ништо не можете да направите. Дали овој човек, браќи и сестри, бил во право? Дали библиската порака за откупот преку смртта на крстот од нашиот Спасител Исус Христос е застарена? Која е главната порака на откупот? Денеска во малку цркви во светот се зборува за Исус Христос како јагне паскално. Библиската порака за Христовата смрт и откупот е централна тема во целата Библија, посебно во Стариот Завет. Израелците неколку стотици, илјади години постојано го гледале тоа пасхално јагне пред себе. Го пренесувале како жртва. Всушност, централната тема во Библијата е изгубеноста на човекот. А од друга страна, милоста Божја. Тие две работи се паралелно одат. Човекот како изгубено суштество, а од друга страна, Исус како наш откупител и спасител. Ова порака, всушност, никогаш не била ниту модерна. Секојаш луѓето ја отфрлувал едноставно. Па дури ни во времето на апостолите. За некоја порака, вели Библијата, била лудост, а за други соблазен. Но фала на Бога што таа порака никогаш не може да застари. И во наредните неколку минути ние ќе размислуваме за Христос како пасхално јагне. Бидејќи оно што денес е модерно, утре може да биде старомодно и отфрлено. Постојано модата се менува. Меѓутоа, Библијата колку да е стара, таа е секогаш свежа, секогаш освежува, секогаш не храни духовно. И затоа еве денеска ќе размислуваме за Исуса како наше пасхално јагне. Ајде да отвориме на почетокот Библијата и да видиме какви пораки и каков аманет оставил Господ Исус Христос на старите израелци додека биле во Египет. И како било тоа судбоносно спасение ако биле послушни или непослушни. Се сеќавате, пред да заменат од Египет, Бог им дал една наредба. Втора книга Мојсеева или Излез, 12 глава, 3, 7 и 13 стих, еве што пишува. 12 глава, 3 стих вели следново. На 10-тиот ден, на овој месец, секое семејство нека си набави едно живинче. На друг превод вели јагне. Така едно на секое семејство. Понатаму читаме 7 стих, вели нека ја земат крвта и ги попрскаат двата довратници и надвратникот на куќата во која ќе јадат. И следниот текст читаме 13-тиот. Крвта нека ги означува куќите во кои ќе бидете вие. Каде и да забележам крв, ќе поминам покрај вас, така вие ќе го избегнете поморот кој ќе се нафрлам врз вас. Израелскиот народ бил во робство. Веќе настапувало време кога требало да го напушта тој стари Египет и да заменат таму во ветената земја. Меѓутоа, Бог сакал да ги искуша уште еднаш, да ги испробува кои се тие кои ќе му веруваат, а оние кои само паушално веруваат или така, затоа што другите веруваат. И затоа Бог им дал еден аманет, Бог им дал една порака. Едноставно, овде Бог им рекол да секое семејство заколе по едно живенче, по едно јагне на жртва. Крвта била потребна како знак на откупување и спасение на правенците. Значи, таму кај што ќе нема крв, помачкани довратниците, таму правенецот ќе биде убиен. Нешто страшно. Па макар биле тоа и стари израелци или евреи. Но морале да покажат послушност. Преку пасхалното јагне, едноставно и неговата крв, сите кои се наоѓаат под тој кров, тука може да има и египчани, може да имало и паганци, ќе бидат спасени. Но ако се најдат под тој кров, вели Библијата, ќе бидат заштитени и спасени од смртта на уништувачот. Интересно, денеска постојат конвенции кај што
kaj što ima crven krst ili bolnica obeležena so krst, ne sme da se bombardira, ne sme da se napaga ta ustanova. Kaj što je crven krst, to je zaštiteno, iako nažalost nekoj to ne го почитуваат. И денеска кога се водат војни во разни држави, луѓето бегаат во тие скривници, во тие објекти кај што е обележан црвен крст или црвена полумесечина. Тоа е меѓународен знак кај што не сме да се напаѓа во тие установи. Божето пасхално јагне, Исус Христос е тој кој не откупил, браќи и сестри, од таа вечна смрт. И во времето на првата пасха, овде што Бог им рекол да заколат јагне и да приготват зеле, таа ноќ пред да настапи нивното патување. Тие биле тука собрани. Ова било многу важно за секој поединец да се покори под спасителната милост на јагнешката крв. Никој не смел да ја напушти куќата, бидејќи постоела опасност да биде убиен. 22 стих вели следново: тогаш земете китка, босилек, натопете ја во крвта што е во земен сад и попрскајте ги со крвта од земениот сад над вратникот и двата довратници. Нека никој не излегува низ куќната врата до утрото. Секој кој бил непослушен, а излегувал, можел да биде убиен и да страда. Оде се барала тотална послушност, браќи и сестри, од старите израелци. Бог рекол така: ако сакате да бидете заштитени, бидете под тој кров во кој наоѓате сигурна заштита. Секоја врска со надврешниот свет требало да бидеускратена. Тешко на оној кој ќе ја напушти куќата. Иако јагнето и за таквиот било заклано и жртвувано, сепак тој би бил изгубен. Како што Христос е заклан, односно раснат за сите луѓе, но сите нема да бидат спасени и сочувани. Некои ќе страдаат затоа што биле непослушни, затоа што го напуштиле тој кров, ја напуштиле таа ситуација кај што била сигурноста, отишле во овој свет. Павле вели: жал ми е што Димас отиде во овој свет. Димас тргнал по тој пат што Бог рекол не одете, зашто ќе ја најдете својата смрт. Но секој кој јадел од пасхата таа ноќ и останал под спасителниот кров на куќата бил спасен. Оној кој излегувал надвор не можел да биде спасен, иако може би имал добри намери, имал добри квалитети, бил добар човек, добар граѓанин, добар во општеството, но сепак тие квалитети не му давале право да биде спасен, затоа што покажал непослушност кон Бога. Единствено спасението било во крвта на послушноста. 23 стих вели: кога Господ ќе поминува да ги погуби египетците, ќе ја забележи крвта врз на довратникот и врз двата довратници, па ќе ја одмине таа врата и нема да му дозволи на погубителот да влезе во вашите куќи и да поразува. Интересно, некои велат дека и старите египетци и египчани, кога слушнале за таа наредба Божја, жените или мажите го споделиле тоа со своите пријатели египчани. И тие тоа го направиле некои од нив. Зеле крв јагнешка и ги попрскале до вратниците на вратите и ангелот не влегол во нив, кај нив. Биле спасени затоа што покажале послушност. Па и знаеме дека пишува во Патриарси и пророци, многу египчани излегле со израелците од Египет и се упатили кон ветената земја. Некои, на жалост, доста од нив ги оставили своите коски во самата пустиња. Но како е да е? После ова, кога ангелот дошол, вели, ги одминал тие семејства и животите на праведниците биле сочувани. После паѓањето во грев, драги присутни, ние како луѓе сме станали грешници и изгубени. Библијата велика: плата за грев е смрт. Но Христос кој немал грев, Христос кој не направил грев, станал грев место нас. Тој нашата осуда ја зел врз себе. И Павле тоа ни го кажува во Филипјаните 2 глава 7 и 8 стих. Еве што запишал Павле, Филипјаните 2 глава 7 и 8 стих. Туку се лиши сами од себе и зеде обличен на слуга, станувајќи сличен со нас, со луѓето. И откако се најде во лик како човек, тој се понези сами од себе и стана послушен до смрт, дури до смрт на крст. Интересно, овде Христос се изедначува со грешниците. Иако, вели Библијата, немал грев. Интересно, ако одите во есен, во Германија, во еден од градовите во
тој дел на Европа, постои една црква и кога ќе дојдете во двориштето на црквата, на фасадата ќе најдете еден лик, уклесано јагне, лик на јагне во мермерна плоча на влезот од црквата. Многу туристи се прашувале зошто е тоа така направено. Но има и објаснување. За време на изградбата на кровот на таа црква, знаете, црквите претежно се остри, високи, крововите, мајсторите работеле. И еден од мајсторите бил невнимателен и паднал од кровот на црквата. Сите кои биле сведоци на тој настан биле уверени дека човекот ќе загине. Но кога слегнале долу да му помогнат, го виделе човекот ошамутен, но читав, се уште диши и добро изгледа. Установиле дека човекот е жив, иако имал некои ударци. Се прашувале како е можно човекот да падне од таква висина и да остане жив. Но знаете што се случило? Мајсторот паднал врз една овца. Тука во двориштето имало стадо на овци и во тој миг паѓањето навистина било смртоносно, но не за човекот, туку за овцата. Всушност овцата била таа која умрела да би човекот останал жив. Овој пример, браќи и сестри, една бледа слика на она што Господ Исус го направил за нас. Сепак до некаде може да ја сватиме сторијата за Исус и за нас. Исус умрел за ние да имаме светла иднина. Нашето спасение не е плод на нашите добри дела или на нашата вера, туку тоа е дело на и заслуга на Бога. Затоа спасението ние велиме дека е 100% Божје, а наше само да го приграбиме, да го прифатиме тоа Христово спасение. Многу луѓе ќе бидат изгубени не затоа што се грешни, секако тоа допринесува да се оддалечиме од Бога, но сепак ако сме покаени и ако дојдеме кај Христа, тој ќе ни прости. Затоа овој обред Исус го воспоставил. Исус рекол, правите го ова за мој спомен додека не дојдам. И ние го правиме постојано додека сме живи. И Јован запишал во Откровение 7 глава 10 стих следново. Јован, Откровение 7:10. И воскликнува со голем глас. Откровение 7:10. Спасение на нашиот Бог, кој седи на престолот и на јагнето. Гледате, ние денес зборуваме за јагнето. За тоа пасхално јагне, за Исус Христос, кој го дал својот живот за ние да живееме. Може би за некој денеска ова порака е старомодна, како човекот на почетокот од ова размислување. Кој рекол, кој денеска размислува за таа порака за Христос како јагне Божје. Таа порака е старомодна. Но сепак за други таа порака е радосна вест дека во Исуса Христа ние може да бидеме спасени. Благодарение на Христовата крв, почитувани, ние може да бидеме спасени. Павле тоа го запишал со следните зборови во Ефесјаните 1:7, кај што вели: но во кого имаме откуп преку неговата крв, прошка на гревовите, според богатството на неговата благодат. Ние добиваме денеска прошка. И секој кој е дојден овде и кој ќе пристапи кон овие символи, кој ќе каже: Боже, прости ми за моите слабости, имаш прошка 100%. Зашто овде пишува: кој поверува ќе биде спасен. Кој ќе се исповеда пред Христа ќе добие прошка. Овде Павле вели дека Исус Христос е нашиот откуп преку неговата крв, прошка за нашите греови, според богатството на неговата благодат. Преку крвта на Исуса Христа ние не само што сме откупени, браќи и сестри, туку добиваме и прошка. Ова порака не е старомодна, туку е вечно важна. Таа порака не е за придобивање на религиозни симпатизери. Исус не сакал со таа изјава да добие симпатизери. Само аплауз ќе направат и си заминуваат. Тоа се случува на игралиште, во стадион, на стадион, во спортска сала. Аплауз за фудбалерите и си заминуваат. Не, Христос не сака религиозни симпатизери. Туку таа порака е радосна вест за сите нас, полна со сила и спасение за секој кој се каи и верува во Христа. Колко е важно денеска ние да бидеме под кровот на Исуса Христа. Колко е важно денеска ние да бидеме под тој црвен крст кој нуди спасение и заштита. Англискиот писател Сер Артур Конан во една своја книга пишува за војните што ги воделе англичаните во минатото. Во една прилика се вели во овој пример:
английската војска била толку потисната од непријателската војска, што биле меѓу два огна и не можеле да се извлечат, а имало доста ранети англиски војници. Англичаните биле помало бројни, а непријателот поброен непријател. Англичаните покушавале да се извлечат, но некако не успевале. И еден од ранетите се сетил, ја симнал својата бела мајца, од својата крв, од кој бил ранет, зел и напишал, нацртал крст. Мајцата ја закачил на својата пушка, на својот бајонет и ја крнал високо. И за чудо, непријателскиот оган прекинал и ранетите англичани биле излечени. Почитувани, на сличен начин, Божиот ангел ги поштедил од ликвидација сите семејства, сите првенци кои на своите порти намачкале крв од јагне. По истиот принцип, Господ ќе ги поштеди на судниот ден сите кои се покаеле и сите кои дошле под покривот на тој црвен крст. Крст не спасува, знаеме. Ние не се крстеме и не го бакнуваме, но веруваме во оној кој лежал на крстот, кој го дал својот живот. Тука, на судниот ден, сите кои благовремено се засолниле под Христовата крв, тој ќе им прости гревовите, бидејќи Исус им ги платил. Гревовите ги платил со својата голема, скапа цена, со својата крв. Како ќе бидеме заштитени, браќа и сестри, од вечната смрт? Преку верата во Христа, која пролила својата собствена крв за нас. И затоа денеска, пред да пристапиме кон овие символи, кон лебот и кон чашава, Бог не повикува да се на време засолниме под црвениот крст на Исуса Христа. Зошто? Сатаната ќе напаѓа со сите расположиви орудија, како што непријателот напаѓа кога се водат тие земни војни. Тој ќе напаѓа, знаејќи дека времето му е кратко. И затоа Господ да не благослови, Господ да ни помогне, бидејќи Божјата љубов е голема, силна. Пред неколку години една судијка која била остра по своите пресуди, по име Клара, председавала во еден суд за млади престапници. Таа била позната како строг судија и ги бранела законите на државата. Но во исто време таа покушавала да пружи и љубов на тие осуденици. Ги запишувала нивните карактеристики во својот тефтер и знаела се за нив. Еден ден судијката ги повикала новинарите и ги повела во поправен дом за млади деликвенти. Новинарите биле толку изненадени и зачудени колку добро таа судијка ги познава осудениците, затворениците и колку можела во својот живот им помагала финансиски да го завршат школувањето и да се вратат нормално во живот. Како можете понатаму да ги сакате, ја прашале новинарите. Не се чини дека тие воопшто не го ценат тоа што вие им го пружите, им го давате на тие млади, констатирале новинарите. Судиката потоа им објаснила дека таа не ги сака затоа што очекува нешто за возврат од нив, на некој збор на благодарност. Туку таа ги сака и без тоа, не очекувајќи ниту еден добар збор за возврат. Браќи и сестри, зарем Бог исто така не постапува и со нас? Колку пати забораваме да му кажеме наутро фала ти Боже за протеклата ноќ? Колку пати забораваме да му кажеме навечер фала ти Боже за минатиот ден? А Божјата љубов е неограничена. Таа зрачи како сонцето што постојано зрачи топлина. Колку сме ние подготвени да кажеме Боже, ти благодариме. Колку сме подготвени да покажеме љубов кон нашите ближни. Кој е најголемиот знак по кој ќе го препознат народот Божји на оваа земја? По добрата зграда, по добрата конструкција или фасада, по некои други белези. Да, ние имаме свој знак, на логото, знаете, тој е наш знак, меѓународни со кои се не препознаваат луѓето како црква. Меѓутоа, кој спомна, Бог ќе не препозна, односно овој народ по нашата љубов, по нашето однесување. Тоа нека биде знак и наш во месеците кои се пред нас. Пред да завршиме, сакам да прочитам само уште еден текст и потоа ќе одиме на следните моменти од ова света вечера. 1 Коринќаните, 5 глава, го читам 7 стих, 2 дел.
Prvo послание до Коринтяните 5:7, вториот дел вели вака. Стихот е 7. Зашто и Христос, нашето пасхално јагне, беше жртвувано за нас. Павле вели, тоа пасхално јагне беше жртвувано за тебе и за мене. И сега кога ќе заминеме на обредот на понизноста, кога ќе се вратиме повторно и раката ќе ја пружиме да примеме од овој леб и од оваа чаша, да се сетиме за тоа пасхално јагне, кој го дал својот живот за Исуса Христа, за ние да живееме. Нека Господ ни помогне, браќи и сестри, да ја сватиме Христовата жртва, која била дадена за нас. И уште нешто. На време да дојдеме во засолниште. На време да дојдеме во засолниште под тој црвен крст, под крвта на Исуса Христа. Тамо е спасението. Нека му е слава на големиот Бог, на нашиот Спасител Исус Христос. Амин.